Здраво другари, здраво другарки. Ајде да направиме една техничка анализа и ќе направиме малце макроекономска слика. Ќе видиме исто малце геополитика, што се деша, што се случува со Трампчо, нашиот омилен актер нели за бул маркетот, од него зависи. Wall Street нормално, он е Wall Street. А прво видиме техничка анализа, гледате претходно што имавме цртано. Гледате, тука се задржа биткоинот, значи тука сме навикли. Значи, на неделно ниво, тука како што гледаме се задржа на 100 average, тоа е добро. Значи, тука имаме сапорт, гледате по Fibonacci retracement, имаме тука сапорт, така да со 100 имаме убав сапорт, не отиде, имаме мал fake out до доле, а тука пак имаме еден сапорт, знам дека е баја ги одам на сапортот, само видам од кога гледате, па мислам дека е само намали ми нивото, мислам дека тоа е одам на сапорт или не е. Ево како и да е, знам дека тука имаме добар сапорт. Тука го задржавме. Тука гледате, според овој индикатор ја што го користам, тука има големо купување, голем притисок на купување и денеска експлодираше. Ги утепавме шортерите, ги видиме после колку на шорт ги бапнавме коцкарите. Тоа е за нас добро. Тука гледате следниот резистанс левел ни беше околу 94.394.500, пробиваме денеска, ќе видиме како ќе затвориме. Мада тука е ризи што гледате, тука имаме еден резистанс левел. Значи оваа линија што мислам дека е стара, баја ги одамна гледате. Тука ни се формира линијава. Ова и вие од 16 октомври 2023 година. Ова е дечки 2 години таму и како ќе испадне 3 месеци. Многу јак резистанс левел ќе ни биде оваа плава линија. Ама ќе видиме, вајде ќе ја пробиме, дека го пробиме понатака, после имаме 50 days average, а тоа 50 days тука ќе бидеме ептен зафрктено, затоа што гледате и по Fibonacci retracement, тука имаме негде кај 100, 300 или 101, како ќе испадне дека дури ја не можам го видам тоа ептен да доближувам. Али како и да е, значи гледате, тука е на викли, моментално, значи на резистанс левели, за да премине во булиш на викли, треба да доеме како и да е над 50-дневнава линија, значи 50-дневна средина, треба да доеме нели 50 day average, значи треба над него да дојдеме, тоа не знам, се надевам во наредниот период, што побрзо ќе дојдеме до таму, ама гледате какви заебанци има, значи секој ден, не знам што да кажам, значи од една политика у друга политика, па човекот некел, па се договара. Мислам, ова е невидено нешто, ја вакво нешто сега немам следено. Мислам, лудаци, ама тоа е. Како и да е, по техничка анализа сме добри, тука почнува да расте, добре, може тука да направиме, да видиме, да не падне, ќе направиме вака само да ги издолжам. Може да направиме вака, па да видиме како да следиме што ги се деша. Значи, од овдека, ако го земеме оваа линија по викли, па да видиме дали оваа линија може да пробиеме, дали ќе пробиеме, дали ќе се држиме на оваа и ќе се држиме измеѓу ова нели ако продолжи нагоре ќе ни се формира некоја тријална формација. И ќе видиме нели оваа тријална формација може да експлодира нагоре, па после имаме тука резистанс, така да ќе биде малце зебано. Ајде видиме на дели само што се дешава. Само се вира ова нешто малце споричко, ама тоа е кој имате отворено 6000 таба на 8 Windows, користите 3 браузери и тоа е. Не може да издржи лаптопот, ќе треба у bull market да купуваме нов лаптоп за да работи подобро. Добро е. Еве го, ајде да идеме на daily, да видиме што се дешава на daily. Опа, на daily сме, дечки, тука више преминуваме булиш, да, овдека, резистанс левел. Гледате, пак еве таа плава линија. Плава линија е многу земана, значи гледате, тука одбива и малце се враќа, ама како и да сме над сите овие, над сите кендали. Ќе видиме дека ќе одбива и дали ќе одбива, дали ќе оди надоле, дали ќе задржи. Ќе видиме, значи гледате тука исто, ова беше, само видам, 100 average. Гледате, него треба да пробиваме, значи тука на daily, 100 average на daily, па ќе видиме што ќе биде.
Само да видиме нешто друго што може да направиме, да видиме. Добро, тука ни беше резистанс левел, ние го пробиваме нормално резистанс левел. Ќе видиме како ќе затвориме. Ја мислам дека ќе затвориме на тоа. Така да би можеле да задржиме над 94.000, нормално ако нема некои други заебанци, па ќе видиме што ќе биде. Само да видиме нешто друго како може да направиме. Па нема што тука да го модификувам. Нема што да модификувам, значи тоа е тоа. Ајде да видиме ADA чарт. Ајде само нека се отвори ADA чартот. Ајде да спробам и Ethereum чартот. Све расте денеска, добро е, ајде таму по 4-5%, па така секој ден и за 300 дена имаме 150%. Тоест не, како ќе биде по 5%, или 500%. Многу е тоа. Немој, ќе не стегне срце боле, нека иде полека, немој толку јако. Ајде да видиме, гледате да бао нагоре, ајде, ова е на hourly chart, само нека ми ги лоадира, работи, гледате, уште лоадира. Ајде му се не види, ајде да видиме што ќе биде. Ајде нека лоадира ова малце побрзо. Еве, дечки, лоадираш ова, гледате тука пробиваме еден резистанс левел што сме го направиле тука го пробиваме, значи тука имаме малце sideways и сега сме дошле да гледате овој на 0.42.7 каде што имам ставено дека ќе имаме исто резистанс, тука го одбиваме се враќаме малце назад, ама веројатно би можеле да задржиме над 0.40, ќе видиме што ќе се дешава. Ќе видиме. Ајде тука да видиме како може. Аха, добро. Тука негде би можеле ние да стеме, само да видам со другиве како ги се поклопам. Тука негде да видиме дали може да се задржиме. Ќе се испитуваме нормално. Само да видам ова да го ставам на hourly. Horizontal line, visibility, сакам hours, некем days. Добро, само да намалам и бојата, затоа што ми боде очи. Добро, сакам ваква некоја, а ова ќе ни виде да ставиме да видиме дали ќе задржиме, па ќе видиме што ќе се дешава. Гледате тука на hourly, имаме некои резистанс левели, така да ќе чекаме да видиме што ќе прави Cardano понатаму. Гледате, малце се враќам, мислам она отидено денеска 8,81%, по дечки, тоа е топ. Топ. Така да ќе видиме тука, гледате на hourly, имаме следниот ако пример одбие, ќе се задржиме 0.39, 0.38.1. Можеме исто надоле, гледате тука линии од претходно што ги гледавме. Ама добро е, како и да тука гледате не пробива, значи оваа линија добро сум ја направил. Значи ќе ме биде. Добре. Добре, убав памп. Дај да видиме денеска го зачував ли ова, да го зачував. Да видиме на daily што се дешава. Само ќе мора да го смалиме на daily. Гледате во daily, тука имаме, значи, една триаголна формација што имаме формирана на daily од 9 октомври заедно со ова мислам дека беше 14 август, да, имаме триаголна формација, она се наоѓа во триаголна формација, мада е многу долга за пробивање, ама ќе видиме, значи може нели да пробива нагоре. Сега нормално има некои moving averages, па имаме тука, гледате за пробивање тука 0.47.9 ќе биде тешко да се пробие. Мислам дека и овдека негде ќе може да стеме 0. Само мислам дека поише, да, 0.61, така нешто. И следното последниот е на 0.76 и да продолжиме нагоре. Ова е на дели, ова е малце подолгорочно, али како и да е. Значи, гледате тука како што паднало, малце направило од оваа линија, нели, што сум ја ставил, малце излегло, па се вратило. Само да видиме, јас ка ставам една линија, исто сакам да си испитувам, да видиме дали ова вака ќе продолжи. Гледате, дели кендл е топ, па ќе видиме во наредните денови што ќе се дешава. Добро, нека се сочува. Како и да е, сега ќе видиме на викли што се дешава, мислам дека ќе биде негде во црвено на викли. Како ќе биде?
или негде на 0. Ај ќе видиме сега на weekly, само нека се сачува. Добро. Идеме one week. Добро. На one week, дечки, гледате тука што е на one week. Луда работа. Добро, окей, на one week сме во... Добро, малце пумпаме тука, ама ќе имаме тука ние нека заебанција. Како што гледам според овие сите кендали на 0.42 имаме за фраканција. Само да си ставам тука да ми биде weeks. 0.42 гледате на weekly 0.49, 0.57. Кима мали заебанци. Како и да е, гледате тука од реална формација и после пробива. Значи од овдека една линија и друга линија и тука пробијат реална формација, ама може оваа да ја модификуваме сега реалната формација. Да видам само дали можеме. Само да видам. Добро. Овдека со ова негде, мислам дека нема може да помодификуваме, ама ќе видиме. Видиме што ќе се дешава, ама како и да е, имаме некои левели што ќе треба да ги пробиеме. Значи, овој левел. Додека да пораснеме нагоре, имаме бајеги левели за фраканција. Само да видам овие кај се наоѓа. Гледате, ние сме испод сите moving averages. Значи, ова, што ви кажам, ние сме моментално, мислам, реално сме бериш на АДА, али јас лично, а и треба и вие да бидете булиш за АДА, затоа што АДА е премногу јака технологија. Премногу јака. Ја ви кажав, значи, Брикс ќе го користи Cardano за финализирање на трансакции. Што да кажам поише? Значи, од тоа попозитивна информација нема. Али како да е, во реална формација сметара да ќе чекаме, ќе видиме што ќе се дешава. Ајде да видиме Ethereum. Ethereum сме тука на daily. Па, колкав чарт е ова? Само да видиме. Добро. Daily гледате, тука сме имале некоја линија на спуштање, ја пробиваме таа линија. Гледате, тука не одбило, не вратило, сега пак пробуваме да пробиеме линијава. Добро, оваа линија тука, за таа ќе почекаме малце. Значи, на 3450, да тука негде се прекинуваат овие двете, гледате тука како што оди. 3450 ќе почекаме малце, ќе видиме што ќе се дешава. Само да видам, мислам дека ми се формира некоја реална формација. Значи, ако земам од ваму, само да видам, само да го избришам ова, малце ми смета во чартот. Гледате, овдека сме имале сапорт, ваму исто имаме сапорт јак. Значи, го гледаме оваа линија белата, можеме ние да спуштиме друга линија од ваму. Не, оваа ќе биде многу долга. Не. Немаме реална информација тука. Мислам, реално може да рачунаме или оваа линија што е, оваа нели линија со оваа линија дека пробијат реалната формација. Сега дали ќе се врати, тоа ќе видиме во следните денови. Дали ќе се врати ваму, дали ќе има пад, дали ќе задржи. Дека реално дечки тука да задржи, па и не знам колку јак сапорт е ваму. Ја мислам дека би требало да задржи на 3300, а тука негде сме, да. Само да видам. Не. Само да видам вака 3300 негде. Да, негде околу 3300. Ај баш ќе му ставиме хоризонтална линија. Само да му направам visibility да ми биде days.
што тоа ми е битно. Во DS ќе видиме оваа тука линија, значи оваа испрекината, дали ќе задржи над това. Мада гледате она секојаш одбива, па паѓа испод незе. Ќе видиме. Ова, како и да е, треба да се следи. Ама е секако добро. Ајде да видиме на Weekly. Што се дешава на Weekly, само да го намалиме чартот. Епа, гледате, дечки, тука ова е одлично. Значи, ова трелна формација од 2022 што се дешава, почнува да идеме кон врвот. Дали ќе имаме тука излегување, па ќе се движиме таму кон врвот на Ethereum, ќе видиме. Мислам дека некој, еве да кажеме некај 3900, и можеле да имаме некој резистанс. Исто така мислам дека ќе имаме јак резистанс негде околу 4200. Што направив? Само да видиме. Да, негде околу 450, 480 би можеле да имаме исто тука некој ретест. И мислам дека најголемиот тест за понатака да пораснуваме ќе биде на 4880, 4900 или така ќе остане, да. Да. Али како и да е, тука имаме добар сапорт, така да оваа линија мислам дека ќе задржиме во нагоре, значи ќе ја задржиме, али како и да е, во тријална формација сме, така да ќе видиме дали ќе можеме да во наредниот период дали ќе ја пробиваме. Добро, да се вирам ова. Да видиме сега нашите омилени коцкари што се дешава со нив. Само да видам каде ми беше. Добро, Bitcoin Liquidations. Денеска мислам дека ги утепа. Да гледате, значи 586 милиони шорт, брага, шорт сквиз нагоре, затоа се лета по 7-8% таму колку е дневно. Тоа одлично, мене ми се свија, ја многу сакам вака кога ќе има шорт сквиз. Тоа ми е омилено. Вчера исто ги исплашија, ако видиме таму како беше тој индексот Fear and Greed Index, ако видиме индексот, значи тоа е ужаси. Ако да видиме само на one week, па мислам дека ние сме на one week. Гледате, Fear, 6 дена Fear, овие се плашат, леле ќе паѓа, ќе продаваат, ќе ова, ќе она, епа нека продаваат луѓето. Некој ќе се изнакупи и денеска еднаш било неутрал, ова у Fear, па они се плашат, па сега, они измешани емоции, значи моментално се со измешани емоции. Катастрофа ги направија, партали невидени. Плюс беше најако, вчера Трампчо ќе се тужи, не знам што ќе прави, гледате Доналд Трамп versus на Federal Reserve, он ќе ги тужи, па 2,5 милиарди, па краделе, па не знам што, па народов леле ќе паѓа и затоа денеска шорт сквиз. Тоа е, ама ние не можеме да знаеме дали они ќе го паѓаат криптото, како се кладат, тоа си го има Wall Street и они само се манипулираат, гледате, секој дневно милиончињи од джепче идат. Ама тоа е. Гледате исто, тука гледате Trump Criminal Probe, Fed Chair Powell, вчера беше најака вестова, леле, готово, Пауел ќе го менјаат, па овој не попаѓам под притисоци. Лудница. Значи, ја дека гледам дневно по 5 сати аналитика, само тоа се збореше на аналитика, више на памет знам што правеле. Да видиме исто, еве, гледате, они исто кажува сега за инфлацијата, готово победена е, паѓа инфлација, нема да биде, и тоа ќе го разгледам исто. За инфлацијава ќе паѓа, добре, new data showing rising grocery costs, абе, лудница. Значи, они очекуваат моментално, нели, ја паѓа инфлација, па федерални ја намалуваат референтна каматна стапка, ќе видиме што ќе се дешава. Ама, гледате, Трампчо со венецуеличка, драк си ја зема, овие мислеа ќе паѓа, криптото нагоре оди, па кога мисле дека ќе иде нагоре, па после паѓа, значи не може крајот да му се фати, затоа и не треба да се коцкате. Тоа коцкањето, не знам што да ви кажам за тие што се коцкате. За тие што не се коцкате, уживајте, спите лабаво и Трампчо ќе среди. Значи, човекот, гледате, полека. Значи, иде сега Венецуела, зема минералите, зема, вакво како се вика, оил, зема ова нафтата, си зема, па ќе земе се и газ, ќе земе,
дека баш гледав тука Куба, пишав Куба Минералс, гледате никел е кобалт, ама како што прочитав имало и газ, мислам дека така беше. Никел има добро, секако. Кај само прочитав. Има, гледате, силвер и голд имаат. Значи, затоа он сега на Куба се заканува, знаете, Куба дрогата, не знам што во онако, демек од Куба дрогата кај се продава највише во Америка. Седете мирни. Ама тоа е. Мора Трамчо да набави ресурси, не може само Русија и Кина да набавуваат ресурси, Трамчо треба негде. Гледате, Трансгренланд исто за Гренланд, што сага сега ќе го превзима, ќе го зима, $100,000 ќе дели, $10,000, па за $100,000 овие може и да се продаат. Нели Данска нема дава, Европа ќе отварале оган, Европа колку се утепани, огни ќе отварале, војна со Трамп, тие со Русија не може да снабдат Украина, па за Гренланд. Будали. Па може па ќе предадат Украина што побрзо, ако се префрлат сега на Гренланд. Ама у Гренланд, дечки, има многу ресурси. Многу ресурси. Значи тоа е невидно колку ресурси и многу вода има. Тоа многу вода, а водата е многу битна. Многу битна. Поздрав од Даниел што кажува, вика, Охрид да се селите, Охрид има многу вода, дечки, така да тоа е стратешка точка Македонија. Охрид е стратешко место. Али како и да е, гледате, тука е Greenland Mining Dreams Collide with Reality. Тука оваа статија не ја прочитав цела, али гледате што има. Гледате цинк, титаниум, магнезиум. И тука све имало голд, не знам што, rare elements. Ова е малце од ова што го пишува. Тука да знаете колку има на Гренланд. Тоа е невидимо. Нели он се загани на Колумбија, гледате што има. Злато има и има нафта, така да, затоа и нафтата паѓа, не знам, рекорди таму руши, не знам колку беше, значи, ја како што израчунав, нафтата е поевтина него ли ние у Македонија што плаќаме нафта. Ама добро, ние ќе зијаме од Европа, па може Америка ќе ни прода преку Русија. Место ние се договориме, ама тоа е што да кажам, нема што да се каже за нашата политика. Само да видиме каде ми се сега. Добро, за ова исто сакав да збориме малце. Да видиме за федерални резерви, Fed Rate Monitor Tool. Демек сега Fed Rate Monitor Tool за 2 недели ќе било, нема да има намалување, не знам што, ја мислам дека Трамчо со ова, нели што се срчка малце со вакво, демек не може нели он да го контролира, ако сака он ќе го смени, ама намерно за драма да паѓа, да расте маркетот. Намерно го прават тоа, ама сега што прави? Гледате, за да се намали 4,6%. А вчера беше 3,4%, денеска 4,6%, малце порасте криптото и готово сега може да се намалува, тоест се намали инфлацијата. Тоест не знам како беше сега, ќе видиме. Не се намали, туку од очекувањата помалце имаше. Као метриките помалце покажаа. Само да видиме, гледате, тука 3,50, 3,70, 95,4. Ја мислам дека треба да намали. И да не ја намали, и да не се секирате, кој ја сменат Джером Пауел, вртоглава надоле ќе паѓа. Така да мене тоа не ме секира. Еве баш да видиме тоа core inflation. Гледате, forecast било 3 да биде на 18.12, сега на 13.1, инфлацијата 2,6, а била исто ваму 2,6, значи останала иста инфлацијата. И што правиме сега? Што ќе каже сега Джером Пауел? Нема да смалувам, знаете, може ќе се накачи, па таа не се смалува се уште. Ја мислам дека 2 инфлација испод 2 нема шанси да достигне. Тоа заборавено. Мислам, гледав една аналитика, многу добро беше објаснувањето за инфлацијата, дека нема шанси да смалува тој на 2. Не знам, некои метрики прикажува, ќе се обидам да го најдам видеото, баш ќе ви го препорачам. Ќе го гледате, али гледате тука 2,6%, они очекували, сега ќе видиме на 11.2 следното мерење. Исто, тоа е core inflation, ова е CPI inflation. Гледате ова 2,7, било forecast 3,0, ама 2,7 излегло. И сега што правиме, значи позитивни информации се денеска. Зависно како се коцка, значи ако се коцка на нагоре, денеска ќе беа негативни информации. Ако се коцка денеска на надоле, денеска е позитивна информација. Луда работа. Луда работа.
Што ја кажам, дечки, и ова исто сакав да ви го покажам. Turflation, за мене Turflation е најдобро. Значи, ако гледаме по Turflation, за месец дена од 2,70 е намалена на 1,74. Ако ова го следат, реално треба да има намалување на референтната команда стапка. Многу ми е жал што не знам дали сите знаете, ама намалување на инфлацијата не значи и немање на инфлација. Тоест не значи намалување на цени, туку само забавено покачување на цените. Тоа е многу лошо. Не знам што да кажам, ама таков е целиот систем. Ама затоа сите што имаме добра, како крипто, особено нека нели нас крипто не интересира, сите што имаме крипто, ќе може да имаме бенефит од ова. А тие што немаат крипто, со среќа, или што немаат некој како се кажа добра, со среќа нека име. Наше е 1,74. Значи 1,74. Би требало да има намалување, ќе видиме како е. Сега оние ќе прават и драма, ќе се прават. А исто така уште една метрика сакав да ви ја покажам, само да отварам. Ова е многу јака метрика. Баш ја начекав дека ја гледам анализи и баш ја начекав ја отворив метриката, метриката е врвој. Ова тие вие дечки BTC VS Longs, гледаче, BTC USD Longs. Ова е врвна аналитика. Значи, ако можеме да видиме, кога почнале многу да играат на Long, гледате, почнал биткоинот да паѓа. И сега почна ова да забавува и оди во надолна линија. Значи, сега нема да го играат многу Long, што би требало, нели, повеќе да го играат на Short, што значи дека биткоинот ќе почне да расте. Ова е многу јако. Гледате, тука више оди више према надоле, така да ќе видиме што ќе биде. Ќе видиме, али секако ова е многу јака метрика што ја начекав и стварно точно е. Значи, ако гледаме во минатото, стварно е точно. Гледате ова кога се намалувало вамо, гледате криптото растело. Па после почнало ова, нели, да го играат многу на лонг, крипто паѓало. Значи ова многу јака метрика. Како начекав, случајно начекав метрика, али е многу добра. BTC long short, значи метрика врвој. Тоа е тоа, дечки. Значи за денеска таа аналитика, па ќе видиме во наредните денови како ќе се однесува целото крипто и што ќе прави Трамп. И за крај, тие што останавте, во недела ќе можеме гледате на подкаст, ќе објаснам малце повеќе во однос на геополитика и што планира Трампчо, барем моја аналитика, што планира Трампчо со целото крипто и со геополитиката. Поздрав, дечки, и имајте убав ден, убава вечер, каде и да се наоѓате.